Ви благодарам. Почитуван колега, морам говорот да го започнам со коментирање на ваш коментар сега. Велите, колегата Љупчо Димовски не удостоил со присуство на оваа комисија. Љупчо Димовски, почитуван колега, не е ни член ни заменик на оваа комисија. И некоја од колешките најверојатно добро процени. Павле Богоевски на пат е да стане судија. За да не удостои со присуство, да мора да е присутен, треба да е судски процес или ова да е судница. Меѓутоа, вие изгледа се соживеавте со логава веќе неколку пати одземате имунитети, па најверојатно веќе се замислувате, може и седнат овдека на оваа говорница дека сте судија, па колегиве од власта судии поротници. Ве замолувам, внимавајте што говорите и што изговарате. Почитуван Павле Богоевски, ова ли е правдата, ова ли е мирот за кој што со Ивана се боревте? Уживате ли денес, 2.2.2019 година, во правдата и мирот? Браво ако мирно спиете. Браво за вас. Браво. Пред да започнам да коментирам забарањето од земање на имунитет на колегата Љупчо Димовски, сакам да ви поставам неколку прашања на сите колеги од власта. Почитувани колеги, денес кога на дневен ред е барањето за одземање на имунитет на Љупчо Димовски, која е потребата од онолку полиција околу собрание? Која е потребата од воени, борбени, не ни знам како се нарекуваат оние возила? Да не исплашите нас пратениците? Не бе луѓе, пратениците од оваа пратеничка група повеќе од ништо не се плашат. Ни се што поминавме во овој мандат, повеќе ништо не плаши. Можете што сакате да се заканувате, да зборувате, не полиција, не воени возила, не ги плашите повеќе пратениците од оваа пратеничка група. Кои се условите кои што треба да бидат исполнети за да на еден пратеник му се одземе имунитетот? Еден од условите е да постои можност колегата да избега надвор од државата. Почитувани колеги, на Љупчо Димовски ни на памет му паѓаше, кога беше, за жал, лажно обвинет за претходното дело, да избега од државата, ни пак сега му паѓа на памет да бега од државата. За жал, за да биде филмот така поинтересен, дури и вратата од станот му била кршена, па да се прави сензација, па јавноста за тоа да зборува. Да влијае на сведоци. За апсењето на тројцата министри и заменикот министер, сите вчера, барем сите, мислам дека дознавме од медиумите. И од тие медиуми, мислам дека на некој медиум слушнав, прочитав, дека овој предмет бил започнат некаде пред 2 години. Ако е така, се поставува прашање зошто Љупчо Димовски па и останатите не избегали од држава, имале можност. Немаат намера, затоа што се честни луѓе, вредни луѓе, кои што оставија зад себе дела. Љупчо Димовски е човек кој што направи многу реформи во земјоделието и нема намера да бега. Дозволете му од слобода да се брани, затоа што во изминатиот период покажа дека и редовно си одеше на судења, редовно беше присутен во собранието на Република Македонија. Зошто да нема можност да се брани од слобода? Зошто да бидете вие тие кои што ќе му пресудите пред време на човекот, а не исполнет ниту еден услов за одземање на имунитет на пратеник? И третиот услов за одземање на имунитет, да не го повтори делото. Како ќе го повтори делото? Љупчо Димовски во моментов не е министер за земјоделие, Љупчо Димовски во моментов е пратеник, така да не постојат никакви шанси за повторување на делото. Повторно ќе речам од она што го прочитавме, односно од она што го видовме од медиумите. Обвинети се затоа што не раскинале договори за државно земјиште, земјоделско земјиште дадено на луѓе да го користат заради тоа што луѓето не плаќале наем, кирија и така натаму. Почитувани колеги, мислам дека и сите тоа го знаете.
Министерот нема увид кој плаќа наем, кој плаќа кирија и не треба да има увид, затоа што има други структури кои што тоа го гледаат и го контролираат. Јас мислам дека сите од вас знаете дека на еден министер за да раскине договор ваков, конкретно за кој што се обвинуваат, треба да му даде писмен допис, да му се обрати Инспекторатот за земјоделие. Не знам во моментов колку има вакви договори подпишано, мислам дека се негде околу 20.000, ја може би и грешам, може би се и повеќе. Кој е тој министер, дали сегашниот министер има увид? Не. Треба некој да му даде информација, а не само Љупчо Димовски и сите други министри раскинувале договори, кога ќе добијале допис дека некој не го плаќал наемот и така натаму. Се поставува прашањето. Повторно ќе речам од она што го видов од медиумите. Која е материјалната корист која што ја извлекле овие луѓе? По втор пат се поднесува барање за одземање на имунитетот на колегата Љупчо Димовски. Некој од колегите праша, меѓутоа и јас ќе повторам. Списокот напишан ли ви е поред како сме за линчување? Кажете ни го ако го знаете, барем помогнете ни психички да сме спремни. Утре кој е наред? Почитувани колеги, не вративте во времето на комунизмот. Се што не ви е истомисленик, уништете го, сотрете го, да не смее да зборни. Поинак помислење од ова вашево не смее да се каже. Како ќе ја, уште еднаш ве прашувам, како ќе ја попречите судската постапка ако не се одземе имунитетот на Љупчо Димовски? Дали сте решени како пратеници да одземете имунитет, иако ниту еден од условите кои што претходно ги наведов не сте исполнети? Како можете да живеете со тоа? Навистина не ми е јасно и најверојатно никогаш нема ни да ми биде јасен ни одговорот, ни пак вашата постапка. Колешката која што пред мене говореше е правник и најверојатно и повеќе од мене ги знае работите и рече дека делото за кој што се теретат е застарено. Ова е само уште една потврда дека се работи за политички линч, за малтретирање на неистомисленици, уништување на човечки судбини и уништување на цели семејства. Ова, почитувани колеги од власта, владеачкото мнозинство го прави со многу членови на ВМРО ДПМНЕ, еви со членови на Социјалистичка партија. Ова го прави со многу луѓе кои што оставиле дела зад себе. И колку и да ги линчувате овие луѓе, и од ВМРО ДПМНЕ, и од Социјалистичка партија, делата кои што ги направија во минатиот период се насекаде околу нас и нема да ги избришете. Ќе ме потсетуваат и во иднина на ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ тоа го направило, а не во овој период од 2 години не враќате 20 години назад. Благодарам.